Наместо детски џагор, тишина испрекината од ветрот владее денеска во празната училница во подрачното училиште во Подплачковичкото село Оџалија. Правачења нема, а останатите тројца ученици од второ, трето и четврто оделение се во село Радење. 15 километри е причината зошто 4 семејства на исто толку ученици кои што од оваа учебна година веќе учат во подрачното училиште во село Радење не се веќе во Оџалија. За нив таму стартува новата учебна година, заедно со останатите во основното училиште Страшо Пинџур во општина Карбинци. Годинава во основното училиште Страшо Пинџур Карбинци за учебната 2018-19 година се запишани вкупно 60 правачиња. 12 правачиња ќе следат наставата во Централното училиште Карбинци. Останатите 48 се распоредени во подрачните училишта со кои располага Страшо Пинџур Карбинци, тоа се вкупно 9. Во Штип наставата започна без проблеми. За разлика од лани, годинава во прводеленските клупи седнаа 409 правачиња. Можеме да истакнеме од искуството од претходните години дека податокот не е конечен, значи оваа бројка очекуваме да се зголеми уште најмалку за 20-30 ученици кои што ќе се запишат дополнително во наредниот период. Со подарок училишен прибор од општината, 111 правачиња од Делчево денеска ја стартуваа учебната година. Јас како градоначалник на сите нови правачиња кои што денеска започнат со образовниот процес им го честитам почетокот на учебната година, но и на сите ученици, на сите наставници. Во Македонска Каменица идентична ситуација како и во Делчево. Навреме наставата започна за 524 основци, од кои 58 правачиња. Од општината добија подарок училишен прибор, донација на Еврорейт од Франција, чии представници беа во Каменица во првата половина од август годинава. Им посакувам среќен почеток на сите ученици, родители, наставници и многу успех во новата учебна година. Денеска сите се едногласни во оценката. Важно е учебната година да стартува успешно, а во ОД ќе се бараат решенијата за постојните проблеми.